Подпредседателя, почитувани колеги, почитувана јавност, како и за сите големи прашања досега во Република Македонија во последните 3-4 години, така и овој пат владата не покажа демократски капацитет со неприфаќање на ниту еден амандман кој што беше поднесен од страна на целокупната опозиција, кои што беа 26 на број и сите беа конструктивни, сите беа во насока на подобрување на процесот кој што треба да се одвива сега, односно пописот што треба да се спроведе во Република Македонија, со што покрај оваа статистичка операција, ако може да се нарече статистичка, би се вратила и довербата во институциите, во сите чинители во оваа држава, кои што би требало веќе конечно да спроведат нешто со општ консензус, нешто што би било прифатливо за сите граѓани на Република Македонија. Најпрво, во општите одредби, односно во воведот, ќе кажеме, односно пишува: државите членки на Обединетите нации се обврзани за спроведување на попис на населението, становите и домаќинствата во согласност со донесените меѓународни препораки за пописите на населението, домувањето, подготвени од страна на Економската комисија на Европа, на Обединетите нации и Евростат. И тоа е во ред, меѓутоа со ова ние што го гледаме дека сме далеку, освен она што треба да се направи на 10 години, гледаме дека сме далеку од спроведување на овие препораки од Евростат, односно не ги почитуваме нивните препораки за јасно прецизирани задачи кои што би требало да се спроведат во текот на пописот. Понатаму имаме лица кои ќе бидат опфатени и тука доколку се мисли на државјани на Република Македонија, тие верувам дека можат да се проверат само за половина час или нешто помалку од половина час преку некоја база во МВР веројатно, каде што имаме број на издадени лични карти или број на издадени државјанства. Ако се мисли да се попишуваат државјани, нема потреба да правиме трошок од 500 и нешто милиони денари, а доколку сакате само да спроведете некој политички договор, тоа е друго прашање. Не се дефинирани кои документи се бараат. Нејасно ми е, не само мене, туку претпоставувам и на повеќето граѓани, како некој би можел да попишува луѓе кои што не се тука. Сите имаме роднини по странство, сите имаме луѓе кои што живеат во други држави. Јас знам дека ќе биде вклучена тука базата на податоци од катастарот за недвижности, меѓутоа имотот во секоја катастарска парцела, во секоја катастарска општина може и онака да се провери. Не мора некој да кажува дали гласи тоа на моје име, дали гласи на некој друг. Би можело тука да се прават манипулации кои што би имале далекосежни негативни последици во поглед на планирањето на активностите кои што би требало да ги превзеде оваа влада сега, а се разбира и сите останати влади во наредните десетина години, се додека не се спроведе некој нормален попис. Зошто ова го зборувам? Ова го зборувам, ќе дадам со примерено објаснување. Доколку некој попишувач отиде во некое село каде што живеат постојано 300 старци, а во текот на летото на 2 недели идат 5000 жители, од кои 2000 се малолетни, треба ли да се прави градинка за 2 недели во летно време? Треба да се планира според фактичката состојба која што ќе биде на теренот, а таа очигледно е дека ниту ќе има спрегана контрола, бидејќи нема двајца попишувачи во оние пописници кои што ќе треба да одат по теренот, кои што би можеле да се контролираат еден со друг и можеби ќе се злоупотреби тука од страна на попишувачите да се попишат поголем број на луѓе кои што пак ќе речам понатаму би дале погрешна слика за демографската структура и сето она што следи со пописот. Методологијата за пописот не е вметната во законот, иако од 2011 година беше вметната и тогаш реагираше СДСМ како опозиција, меѓутоа еве тогаш пропадна пописот.
Сега повторно сакате да пропадне. Сакате да направите нешто што нема да биде прифатливо, па пак сами да се демантирате, а ќе дојде време да се демантирате за тоа. Методологијата за пописот треба дополнително да се утврди од страна на директорот на Државниот завод за статистика, без ние да знаеме со каква методологија ќе се спроведува тоа и зашто, впрочем, треба сега ние да гласаме или да не го поддржиме овој предлог закон. Од овие 26 конструктивни амандмани, најпрво она што боде во очи е она наше барање кое што е со фингерпринт, односно со отисоци од прсти. Јас не знам што на вистина смета на некоја демократска партија, на некое демократско општество, ако се потврди присуството на некој одреден граѓанин на местото каде што се попишува. Немаме никакви дополнителни трошоци, затоа што сме обврзани како држава да се спроведат локалните избори на есен со такви терминали за фингерпринт, така што ова сметам дека требаше да биде прифатено од сите. Одбиен е предлогот пописот да увршат двајца попишувачи, како што претходно кажав. Може би некој од било какви причини нема да наведе точни податоци. Зошто немаме дефинирано дали ќе се попишува со лична карта, дали ќе се попишува со пасош, дали ќе се попишува со извод на родени. Ова со фингерпринтот вие кажувате дека малолетните не се внесени нивните отисоци во базата на податоци, меѓутоа таму може да се интервенира со извод на родени. Така што воопшто не е логично ова што вие го одбивате. Понатаму, одбиени се амандманите кои што значат прецизирање на поимето место на живење, официјално место на живење. Зошто се одбиени, никој не знае. Генерално имаме неколку забелешки, накратко сакам само да ви ги прочитам, не сакам да ги образложувам, знаете сите на што се однесува. Првата забелешка е препораката од Обединетите нации, каде што велат дека поради пандемијата со која што е зафатен целиот свет, треба да се одложи на одредено време пописот, како што тоа го направија некои по-големи и по-нормални држави, Германија, Шкотска, Ирска и така натаму. Ние тоа упорно не го почитуваме. Бараме формирање на државна пописна комисија, бараме поимник, кој што треба да биде влезен во законот, дефинирање на тоа кој треба да биде опфатен во пописот како резидентно население, не како државјанин. Ќе повторам, државјаните можат да се проверат во МВР во база на податоци. Бараме лицата за време на пописот да се попишуваат преку релевантни документи, како што се лична карта. Јасно да се дефинира кој може да даде податоци за оние лица кои што се привремено во странство, односно помалку од 12 месеци. Попишувањето да се врши преку пописница, на која ќе се потпишат и потпишувачот и попишувачот. Доколку нема печатена пописница, да постои испечатен формулар за можност за точност на податоци, кој ќе го потпишуваат и попишувачот и потпишувачот. Лицата кои ќе се попишат преку електронската апликација да не се водат како резидентно население. Електронската апликација да важи исклучиво за оние кои што не се наоѓаат моментално во државата повеќе од 12 месеци. Дефинирање на податоците што треба да се приберат во пописот. Ова се вадени само како забелешки од амандманите кои што сите одбиени. Методологија да се вметне за спроведување на пописот во овој закон. Подзаконските акти што ќе се носат да бидат одобрени од Државната пописна комисија и Советот за статистика. Да се избрише обврската за врзан потпис со директорот и неговиот заменик. Гледам дека ми снемува време. Таксативно да се набројат носителите на збирки на податоци и јасно да се дефинираат нивните обврски. Збирките на податоци ги има неколку вметнато, меѓутоа не се дефинира по кој пат. Еве, за крај само да кажам, Министерството за информатичко општество и администрација од 2015 година, завршувајќи со
2018 кога министер беше Дамјан Манчевски, заедно со Евростат направија електронски регистар за податоци на населението. Тоа, како што гледам во предлог законот, не е вметнато. Министерството за информатичко општество и администрација и неговите бази воопшто не се метнати, кои што се направени во согласност со препораките на Евростат. Има уште многу забелешки, се надевам дека колегите ќе не дополнат. Благодарам.